согласуваат тие политики, да седеме заедно и да креираме политики. На денешната пресконференција најавуваме една од најсуштинските промени во здравствениот систем, а тоа е правиме значаен исчекор на зајакнување на системските капацитети, на проактивно делување во насока на задоволување на реалните здравствени потреби во нашата држава. Повеќе од 15 години програмите не беа суштински обновени, а за тие 15 години реалноста драстично се менува во нашата држава. Имаме демографски промени во зачестеноста на болестите, очекувањата на пациентите, но и во самата медицина во нашата држава. Програмите ќе пропуштиме шансата новите методи, новите технологии да станат дел од нашиот секојдневен клинички пристап. Суштината на новите програми е едноставна, но воедно и е храбра, односно се напушта логиката на премногу тесни профилирани специализации како почетна точка и се гради силна општа клиничка основа врз која потоа рационално ќе се надградува преку субспециализација. Општа специализација која може да одговара на реалните потреби на граѓаните надвор од клиничките болници, во општите и регионалните болници во нашата држава, во секундарното здравство, таму каде што најголем реален здравствен потребен систем на човечки капацитет има. Здравствениот систем ќе добие равномерно дисперзиран медицински кадар, а кој ќе може да понуди специјалистички третмани на хронични болести, итни состојби, да обезбеди континуитет на терапиите, навремена диагностика и правилно упатување кон терцијарното здравство. Мора да стане општ хирург или општ интернист, кој што добива лиценца за општ интернист, тогаш трае 4 години тие специализации, и тоа ги задоволуваше сите потреби на болниците во секундарното здравство. Додека оние кои што најчесто работеат во клиниките или во некои од поголеми болници, што се бројна Чекатската болница, има потреба од дополнително високо специализиран кадар и беа упатувани на субспециализација. Меѓутоа, во внатрешноста на вистина не ви се потребни нефролози или кардиолози или не ви се потребни, меѓутоа е многу подобро да располагате со кадар кој што е со лиценца за општи интернист или хирург, кој што може да дава многу поширок диапазон на услуги кон пациентите, кои што во крајна линија и се доволни за онаму каде што тој колега хирург или интернист работи. Кажа 14 години дека она што го имаме не е доволно добро. Ние генерално имаме потреба да им овозможиме на луѓето кои учеле да можат да работат и да преведуваат пациенти со сите своја одговорност, да им должиме на нашите пациенти да имаат соодветна болница, блиски луѓе стручњаци кои ќе им помогнат или понатака ќе ги насочат ако има потреба од повисоко стручно ниво. Сегашните специализации се по општа интерна и по општа хирургија се предолги кога ги споредиме со субспециализациите. Колегите реално бираат да одат директно на субспециализација. Да кажеме да го истретира, но ако се случи нешто со пациентот, он не бил соодветен доктор да го третира пациентот. И тука колегите со сиот страв се обидуваат да одбијат да дежураат, затоа што реално постои проблем. Они не се соодветни доктори со оно што им го дава интерна медицина. Но 6 години интерна медицина е предолго за да ние цело време викаме ни фали кадар. Ајде да го тераме уште да учи и уште помалку да ги мотивираме да запишуваат медицина. 6 години студии, 6 години специализација, субспециализација, тоа е се во ред, ама сме сиромашни со кадар специјалистички.